На прсти може да се пребројат инфектолозите во југоисточниот дел од државата. Кочанската општа болница остана без инфектолог, откако специјалистот замина во пензија. Сега пациентите со COVID-19 ги лекуваат анестезиолози и интернисти. Но одделот за изолација има само полесни случаи. Сите посериозни се препраќаат во Штип и Скопје. Ништо поразлична не е состојбата и во единствениот ковид центар во источниот регион, каде што во моментот има само 20 инфектолози. Недостатокот од кадар се покрива со ротација на лекари и медицински сестри од други оделенија. Ние во комуникација телефонска со министерот разговаравме за овој проблем во периодот кога требаше да побараме помош од останати установи, ни беше кажано дека во моментот не може да ни помогнат со докторски кадар од други здравствени установи, така да ние се снајдовме со наша собствена кадар. Направивме реорганизација. Состојбата алармантна и тешко може да се излезе на крај, коментира и директорот на Струмичката болница, каде што од вчера има 5 позитивни здравствени работници. Во оваа болница има 3 инфектолози. Оделенијата се преполни, а инфектолозите секоја втора вечер имаат дежурства. За сега со персоналот малку сме кубуриме со персонал, затоа што отворивме нов дел за сместување, а треба да ги надополниме со сестри од другите оделенија. За сега нема ништо од монтажните болници кои уште во јули беа најавувани како дополнителни капацитети во кои ќе се обезбеди соодветен третман на пациенти со COVID-19 кои ќе бидат зафатени со есенскиот бран. Монтажните болници требаше да бидат готови во октомври и да се градат со средства обезбедени преку заем од Светската банка.